Драги гледачи, ова утро зборуваме на тема алергија. Со мене ова утро се биоинформатичарите Кристијан Давидовски и Татјана Илиевска. Добро утро до вас. Добро утро. Добро утро и до вас. Така, зборуваме за алергиите, нешто што во овој период од годината е вообичаено, како за децата, така и за возрастните, да. Што се алергија? Ајде да почнеме барем еден вовед, зошто се појавуваат? Најчесто природата зашто се појавуваат алергии не е позната. Се смета дека станува збор за мала дисфункција на имунолошкиот систем. Тоа ние овдека точно го гледаме што се случува. Сега е тема на сезонски алергии, но ја мислам дека се малце попроблематични целогодишните алергии, како и да едните и другите се решаваат, се лекуваат успешно овде. Сега може по-конкретно да поразговараме за некоја специфична алергија, да речеме на домашна прашина која е доста проблематична, или на полен која што краток период трае, но е доста исто проблематична. Така да може да отвориме и таа тема. Како се открива? Ева, како се правили посебен тест, алерготест, за да се прво се дознае човекот на што е алергичен или детето? Е добро прашање, затоа што многу луѓе кај нас доаѓаат во клиниката со намера да откријат на што имаат алергија. Кај нас во суштина тоа не е потребно. Зошто? Затоа што самата алергија е некаква модификација на имунолошкиот систем. И тој почнува да реагира неприродно и несоодветно на некоја супстанца од околината која што всушност ја сметаме за алерген. А во основа се може да биде алерген. Постојат милиони алергени. Се може да биде алерген. Невозможно е да тие физички се проверат сите еден по еден. Најчесто кога се прави алерготест се проверуваат одредени групи на алергени на кои што телото нели реагира. Во случајот ние не се занимаваме, ние работиме малку обратно. Значи ние не ја бараме алергенот, него ние гледаме каде е дисфункцијата на организмот, што се случува со имунолошкиот систем, бараме начин како тој да се коригира и со коригирање или со корекција на имунолошкиот систем е непотребно веќе нели да се бара алергенот затоа што телото веќе не реагира. Да, затоа што верувајте сме виделе дури пациенти кои што имале алергија на вода, многу невообичаено, нели човек нема и да помисли дека има такво нешто. Меѓутоа, со враќање на имуниот систем во нормално тука се вклучени цел гастроинтестинален систем и тој знае да влие, нервен систем, спиењето, меѓутоа главно имунолошкиот систем. И сето тоа ќе се врати во нормал. Алергија на сонце исто тоа сме слушнале. Доста ретка проблематична, нели? Ако е алергија на полен, знаеш дека 2 месеци нели треба да внимаваш кога цвета, да речеме, тоа растение. Во случајот не може да се сокриеме од сонце. Во случајот, пак ќе кажам, се решава нели исто со корекција на имунолошкиот систем и плюс нели на некои други системи. Но да не оптоволуваме емисијава сега да не биде некоја научна тема, нели затоа малку алергијата не е некое страшно заболување или отстапка. Меѓутоа, страшно многу влијае на квалитетот на живот. Тоа е всушност, замислете некој да се чувствува како да е постојано болен. Тоа е алергијата. Како да имаме вироза, а постојано ги имаш истите симптоми, не можат да дишат, не можат да спијат, се раздразливи, нерасположени. Како изгледа прегледот на или алерготестот? Значи, пак ќе кажам, не е тоа алерготест, меѓутоа се мери функцијата на сите органи. Кај нас како изгледа прегледот, всушност го правиме истото мерење како ЕКГ апаратот и ЕЕГ, се мери мембрански потенцијал на мембрана на клетка и индиректно преку тие вредности ја гледаме функцијата на сите органи. Неинвазивно, дечиња имаме доста кои што нели ги третираме. Алергијата знае да е присутна кај нив многу често. Исто невообичаено, меѓутоа сега веќе и после 60-та година се јавува алергија. Со прегледот ќе ја видиме комплетно функционалната состојба на целото тело, на сите органи. Значи не се прави исклучиво тест за алергија, туку на целото тело. Не може да се излекува исклучиво само алергија, значи тоа е мит кој што нели е помеѓу луѓето. Мора да се третира секогаш холистички, мора секогаш да се третира целата функција, односно целиот организам. Не секогаш некој ако го боли грло, проблемот е само во грлото. Односно никогаш не е проблемот само во грлото. Да, мора лимфен систем или мора повеќе системи, повеќе органи да се опфатат. Така да лекот за алергијата не е лек за алергија, него е комплетно подобрување на целиот имунолошки систем. Постои ли лек за подобар целокупен имунолошки систем, односно алергија? Постои, може, да. Дефинитивно. Како понатаму? Еве ќе откриете на што е алергично телото или каде се тие рековте црвени точки кои што укажуваат отстапки дека нешто се случува со телото, што понатаму? Каква е терапијата? Ние се бавиме со применета биоинформатика, една кратко увертирана или во одговор на прашањето. Не се занимаваме со лекување на одредени
физички состојби со давање на хемиски супстанции. Да, тие се потребни, но до одреден степен. После одреден степен телото не се лекува со хемиска супстанца, туку се лекува со давање на инструкции на клетките на точниот нивен програмски така наречен јазик. Еве, како ние сега што се разбираме и разговараме на македонски пример, така и нашите клетки може да ги замислиме како индивидуи, нели, како тие топчиња што ги гледаме или на сликите, тие меѓу себе комуницираат на нивен специфичен јазик. Кога вие можете да слушнете што они зборуваат, исто така можете да им се обратите на истиот јазик. Така да ние фактички таа апаратура што ја спомна Татјана или тој софтверско-хардверски систем го користиме да слушнеме, односно да увидиме каде се грешките во имунолошкиот систем, конкретно кога зборуваме за алергии, и потоа терапијата е во основа составување на еден алгоритам или едно известување, просто кажано, кое што на клетките им се кажува, им се дава, кои они го читаат, го слушаат и постојано на тоа постапуваат, односно они самите коригираат нивната дисфункција. Толку едноставно, нели, сето тоа. Може звучи нели малце научно применета биоинформатика, але во основа многу едноставно. Тоа е како да слушате некој што зборува, увидувате каде е нели грешката и му кажувате дека на тоа и тоа место нели вие нели неисправно го градите зидот. Пример кажувам, и од тука нели клетките го коригираат тој проблем. Дайте гледате во светот веќе се повеќе настанува во моментов една експанзија во однос на користење на биоинформатиката како наука, нели, за да може да се искоригираат соодветни проблеми и заболувања. Дали преку биоинформатиката целосно може да се излечи алергијата, односно рековте не е алергија, туку одредени точки во телото кои што нели медицински, јас не знам да се изразам, но дали преку таа биоинформатика може да се излечи телото да нема воиднена алергија. Мала демистификација. Биоинформатика е модерен назив за многу стара научна дисциплина. Основите се поставени 70-тите години. Но во тој период технологијата и техниката не е толку развиена за да може нели да се конектира буквално кажано хардверот и софтверот заедно нели со човечкиот хардвер и софтвер. Во денешно време доживува експанзија затоа што се усовршуваат хардверско-софтверските системи кои што можат полесно да искомуницираат нели со хардверско-софтверските системи на телото. Односно компјутерот може многу полесно денеска да се конектира со човечкото тело. Од тука да прочита или да слушне што се случува и да се даде инструкции за известување. Истото нели се случува и со Neuralink, може да го спомнеме, каде што веќе нели хардверскиот дел директно се приклучува на хардверскиот дел на човекот. Така да ова е во склоп нели на таа условно кажано стара, ама нова нели наука. Значи дека го дознавме одговорот, може да се спојат биоинформатиката и оние проблеми кои што ги имаме во телото, конкретно в случај зборувавме за алергиите, дека може да се излечат преку биоинформатика. Благодарам за одвоеното време и разговор. Благодарам на поканата.